на ниту еден граѓанин и на ниту една политичка партија, освен на еден помал круг на луѓе кои што за среќа сега се во опозиција, се на некој начин можеби и политички профитери, не му одговара дестабилизација на етничка основа. Дали државата се уште може да ја сметаме за заробена, односно дали се уште живееме во систем на заробена држава или не? Според мене тоа е клучното прашање. Јас малку и го проширувам опсегот. Јас сметам дека не само што се уште живееме во заробена држава, јас сметам дека живееме во заробено општество. Честопати, вистина, интелектуалците во една држава се злоупотребуваат. Зошто ние после 8 години се враќаме не на ситуацијата од 2016, туку сакаме да се вратиме на ситуацијата пред 2001 година. Дали Мицковски се плаши од некоја нова Даниела Арсовска? Како најеклатантен пример, да, се состојбите во Скопје, но во моментот секој функционер кој што работи и твори во рамки на јавниот политички живот може да биде отповикан и сменет, само исклучиво не градоначалници. Дали сега веќе во партијата расте внатре-партиската битка помеѓу Златко Перински и Орце Ѓорѓевски за еден градоначалник на Скопје? Ниту јас, ниту колегата кој што го споменавте, ниту па било кој друг има право да монополизира еден ваков процес. Гледајте го новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.